се додека не обезбедиме најдобра можна помош и грижа за нашите сограѓани повредени во трагичниот настан во Кочани. Во моментов вкупно 116 пациенти се лекуваат во 14 европски држави. За 38 од нив здравствената грижа е обезбедена преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија, кој владата го активираше веднаш по трагичната несреќа, а останатите се обезбедени како директна билатерална помош. Посебна благодарност изразувам за брзата и ефикасна реакција на кризниот штаб во Министерството, кој во координација со нашите дипломатски мисии и сите надлежни институции овозможи пациентите да бидат транспортирани до странски медицински центри во најкус можен рок и согласно највисоките медицински стандарди. Листата на држави каде се лекуваат нашите пациенти е следна: 31 пациенти во Србија, 15 пациенти во Бугарија, 12 пациенти во Турција, 12 пациенти во Грција, 7 пациенти во Шпанија, 6 пациенти во Австрија, 6 пациенти во Унгарија, 5 пациенти во Хрватска, 4 пациенти во Белгија, 4 пациенти во Литванија, 4 пациенти во Италија, 4 пациенти во Словенија, 4 пациенти во Шведска и 2 пациенти во Полска. Тоа се најавите кои што ние како Министерство за надворешни работи и најави кои што се и пренесени во Министерството за здравството ги добиваме во директна комуникација со болниците каде што се сместени тие деца. Што значи тие ќе бидат во доволно добра здравствена состојба да може да патуваат и да се враќаат назад. Тоа е одговорот на првото прашање. Во овој момент сметаме дека е доволно што е активиран механизмот на ЕУ за цивилна заштита. Факт е дека и НАТО има сличен таков механизам, за кој што добро знаеме со што располага и кои капацитети ги има, затоа што во текот на претходното лето кога се соочувавме со пожарите и беше активиран ЕУ механизмот, исто така размислувавме да се активира и НАТО механизмот, но тогаш донесовме проценка дека нема потреба од тоа, пред се бидејќи во тој момент тој механизам дополнително само ќе ги вклучише Соединетите американски држави и Канада, кои што се предалеку географски да може да дадат помош. Во овој момент вршиме проценка, доколку превземеме такво действие, секако соодветно ќе ви информираме, но сметаме дека активацијата на ЕУ механизмот во овој момент е сосема доволно, земајќи во предизвикот со кој што се соочуваме. Меѓутоа, далеку сме од моментот на опуштање. Од вкупниот број на пациенти во земјата 54, сите се во стабилна состојба, а од вкупниот број на пациенти во здравство 115, имаме неколку мина кои се се уште во критична состојба и неколку мина кои најверојатно ќе бидат вратени во земјата во втората половина од следната недела.